Нашето општество и нашата училишна средина не е сензибилизирана до тоа ниво да некои форми на насилство не ги воопшто ни препознава и некои однесување на учениците ги третира како бенигни и ги нормализира. Идејата е токму тоа, да се препознаат тие скриени форми на насилство и да се превенираат. Мислам дека таа крајна цел ако оствариме да реализираме протокол по кој точно ќе се знае во која фаза што се чини, мислам дека ќе можеме да спасиме многу идни потенцијални насилни случаи. Долго време под насилство подразбиравме само физичко насилство. Се разбира, науката, теоријата има класификации на насилство. Насилство кое што денеска е многу доминантно, но се третира исто така бенигно, тоа е така наречен сайбербулинг, сайбер насилство и така натаму. Тоа се случаи кои што оставаат траги кај жртвата, насилникот, така да кажем во наводници, не бива таргетиран како